Океј, драги мои пријатели и пријателки, здраво. Слушај ваму. И ме немаше малку трчав по болници, малку по плажи, малку по женами, па после она ме бркаше мене, па пак по болници, затоа што ја ја бркав неа она мене и така натаму. Си шегува. Живи здрави. Туку имам посебна инспирација за ова издание и ќе се обидам да го направам што е можно пократко, но имам текст да го прочитам, па не знам колку време ќе ми одземе. Имено, приметувам сега дека веќе почна дел од албанскиот блок опозицијски почна да вадат македонски знамења, да ставаат албански провоцирање на утакмици, ова, она и така натаму и така натаму. Тоа само покажува дека е започната веќе кампањата за локалните избори кои се закажани за октомври, 19 октомври. Како и да е, треба да ви е јасна една работа каков ќе биде исходот на сево ова. Не ви е јасно? Па ја би сакал да ви објаснам како би било. Но кој фактор сум јас, така? Сега, некој ќе рече, има анкети. Сега, ако анкетите покажуваат многу во корист на ВМРО-ДПМН, биле платени. Ако покажуваат во СДСМ, па не се ни нормални и тие се платени, но се нереални. И за да многу не се препотувам во целава приказна, ја не се обратив никому. Не се обратив ни на амбасади, не се обратив ни на центрите за контрола медиумска што ги имаат и ВМРО и СДСМ и опозиција, диспозиција и ваму и таму и така натаму. Небитни се сите фактори, битно е она како што се согледува. Имено, знаете ли дека денеска вештачката интелигенција ги собира валидните информации од валидни портали, значи не може да собира она од Јанко Јади Бурек што кажал кога е невалиден. Зошто? Па нема диплома за статистика. Но затоа се што било од Брима Галуп, од сите и така натаму, како и некои акценти ги има проучено. Јас најнормално го прашав колку градоначалници ќе има ВМРО ДПМН на следниве избори. А зашто ми инспирира? Затоа што еден профил на X, бившиот Твитер, напиша дека ВМРО ДПМН ќе има 49 градоначалници. Имено, знаете дека освои 41 пред 4 години. 41. Но во меѓувреме ја доби власта и откако ја доби власта, градоначалниците на ВМРО ДПМН се покажаа како изворени. Тука сакале, не ќеле, фалеле, не фалеле, купено, продадено, тоа неоспорно. Секако, кредитите кои ги зема, ги пуштеа парите локално, значи не да се гради само нешто центар Скопје, туку да се гради, да почувствуваат граѓаните ни цела Македонија дека оваа влада пушта пари за нивни потреби, да градоначалниците нешто направат добро за граѓаните. И тоа се гледа. И тоа се значи не е само Кичево, Охрид, Скопје, Тетово, Гостивар, патните правци, експресните, не знам, за Кавадарци, Неготино, Прилеп, Битола и така натаму, туку се гледа и по општините за проекти, не знам дали е Кисела вода, дали е Бутел, дали е Битола, дали е Штип и така натаму. Штип огромна болница ќе се гради, у Кичево ќе се гради огромна, и да не набројувам, но сето тоа небитно. И сиве овие работи делуваат, влијаат и на јавното мнение. И сега, ја можам да бидам како демохристијанин, да бидам наклонет на една или на друга опција, и сум, бидејќи јас сум политички определен, не сум неутрален. Но сакам да ја знам реалноста, затоа што ја не сум Спасов, па да викам, готово, победуваме. Сите избори, он ги вади анкетите, готови се ВМРО, готови се. Како ќе извади он, готови се. Едно време го хејта, после викам, чекај бе, човеков колку повеќе лаже, толку ВМРО добива повеќе. Оставите го, стварно треба ваков. Ја не ми е јасно како мислат дека со лаже и може да направат нешто. Многу се разборе. И се обратив на вештачка интелигенција. Значи, постојат неколку вештачки интелигенции со кои може да разговарате и да им дадете контекст. Значи, контекстот да го разгледа. Како било претходната власт,
како било на локални избори и како е денеска после сите овие успеси да едно согледување. Во овој момент по мене, иако можеби најмногу вложува Елон Маск во неговиот грок или неговата вештачка интелигенција која граби напред абнормално, но еве да бидам неутрален, отидов на чат GPT, Алтман, геј, значи, ајде да речам по-лево ориентиран, но вештачката интелигенција не можеш да ја насочиш лево или десно, она е по дефолт направена да ти даде што е можно поточни одговори, не ги измислува, но анализите кои ги прави од релевантни извори. Дали се тоа домашни, македонски или странски, не знам, сигурно пребарува сегде и се што. Но, јас го прашам, колку места ќе освои ВМРО-ДПМН на следниве избори? Нормално дека првиот одговор е, не знам, нели, фере, не можеме да предвидиме иднината, ово, она. Но му побарав да шпекулира врз основа на податоците кои ги има со статистиките наназад. Па го добив и не е 49. Ситуацијата е многу полоша. Многу е полоша. Ама за опозицијата. Гледайте вам. Нема официјални предвидувања колку градоначалнички места ќе освои ВМРО-ДПМН на локалните избори 25. Сепак, базирано на денешните московни анкети, општо перцепирано економско подобрување, можеме да направиме објективна шпекулација. Според анкетата спроведена 1 август 25 на Market Vision, ВМРО-ДПМН ужива широка поддршка со 52,8 од избирачкиот корпус, додека СДСМ и ДУИ се далеку задни со 11,3. Овој број укажува на доминантна популарност која може да внесе во локалната изборна битка. На локалните избори 21 ВМРО-ДПМН освои 42 градоначалнички места. Јас се извинувам, реков 41. Мио ступидо, меа кулпа. Доколку ја земеме во предвид оваа анкета и фактот дека партијата презеде конкретни економски иницијативи и така натаму. И да не должам шпекулирам, пошто вие сами може да се пребарате денеска на сите ви е достапна вештачката интелигенција, ВМРО-ДПМН би можел да освои од 45 до 55 градоначалнички места од вкупно 80, вклучувајќи го и градот Скопје. Нивната длабока предност во популарност комбинирана со активна кампања, економски успеси, создава можности за достигнување од 60 плюс места, доколку има добра мобилизација и стратегија по општини. Дечки, да им кажам, колега, ако сакаш, да, тука уходникот горе, да, отвори тоа, бушоните за струја, исклучи ги. Крај на програмата. Ама не ме гледај, не ме гледај, исклучуј. Пријатно. Чао ragazzi, finito, auf Wiedersehen, goodbye, auf Wiedersehen, dankeschön und bitteschön.